Да, како што напомена, денеска започнаа завршните зборови на одбраната на сите обвинети за убиствата на Вања Ѓурчевска и Панче Жижовски. Прв беше адвокатот на Велибор Манев, кој што побара ослободителна пресуда за неговиот клиент, бидејќи, како што кажа, ослободителна пресуда за убиствата, бидејќи, како што кажа, тој ниту учествувал, ниту пак знаел дека ќе бидат извршени убиства, додека пак побара тој да биде казнет за грабнувањата, бидејќи, како што и Велибор Манев ја призна вината и кажа дека учествувал во грабнувањата на Вања Ѓурчевска и Панче Жижовски, но тој не знаел дека Палевски има намера да ги убие. Тој во претходните сведочења кажа дека извршител на убиствата е Палевски, но дека тој не знаел дека целта е на крајот овие киднапирања да бидат завршени со убиство. Во продолжение ќе прочитам делот завршните зборови на неговиот адвокат. Имал претходно договор со другите обвинети, немал умисла за извршување на таков вид кривични дела, а инкримираните действија кои ги презел при извршувањето на кривичните дела грабнување немаат елементи да представуваат основен придонес за извршување на кривичното дело убиство, па во неговите действија нема елементи пред законското битие на кривичното дело убиство и нема каузалитет помеѓу преземените действија, поради тоа што за овие кривични дела барам судот да донесе ослободителна пресуда, кажа адвокатот на Велибор Манев, кој што, да напоменам, побара ослободителна пресуда за убиствата, а побара тој да биде казнет за грабнувањата на Вања и Панче. По неговите завршни зборови продолжи адвокатот на Боре Видевски, кој што Боре Видевски во првичниот свој исказ призна вина, односно дека учествувал во овие кривични дела, но сепак подоцна го промени својот исказ и пред обвинителството и пред судот кажа дека ниту бил на местата, ниту каде што биле грабнати и убиени Вања и Панче, ниту пак учествувал во организација и извршување на грабнувањата, дека првиот исказ во полицијата каде што признава вина го дал всушност под притисок на полицијата. Затоа денеска во завршните зборови неговиот адвокат кажа дека јавното обвинителство сосема погрешно ја водело истрагата, дека нема никакви докази, ниту пак е пронајдено оружјето со кое биле извршени убиствата и дека не може да биде формиран обвинителен акт со тоа што нема докази, дека целиот овој случај се води вака поради притисокот кој што го има во јавност. По адвокатот на Боре Видевски следни за завршни зборови ќе бидат и одбраната на другите обвинети, како што ни најавија тука и адвокатите, и другите обвинети би требало да ја дадат по некоја реченица во своите завршни зборови, со оглед на тоа што обвинетите сите ќе бараат поблаги пресуди или пак, како што можевме да видиме, ослободителна за некој дела, со оглед на тоа што на минатото рочиште обвинителството побара максимални доживотни казни за Љупчо Палевски Палчо како извршител на убиствата, Боре Видевски, Велибор Манев и Владко Кишишев, додека пак побара таткото на Вања Александар Ѓурчевски да добие соодветна затворска казна. Ние остануваме тука, Александар, секако во 16 часот ќе го имаме целосниот пресек од завршните зборови и што точно ќе бара одбраната на обвинетите за убиствата на Вања и Панче. Да, така е, Тамара, остануваш во